Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни, приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро. И ово утро срдечен поздрав од студиото на Радио Глас на надежда од Кавадарци. Денеска сме 18. јануари 2022 година, вторник. 18 дена како ги потрошивме од ова нова календарска година. Што се однесува до денешната временска прогноза, таа вели дека ќе имаме предпладне сончево со мала умерена облачност, а попладне претежно сончево. Ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец, особено вдолж поврдарието и во источните делови. Денеска во Кавадарци 8 на студен ден, односно сончев, но сепак е -1, односно -5 се чувствуваше. Сонцето изгрева во 6 часот и 55 минути, а ќе зајде во 16 часот и 30 минути. Што се однесува до воздухот, утрово воздухот во Кавадарци е чист, така да можеме слободно да дишеме според мерната станица која имаме овде во Кавадарци. Значи денеска имаме чист воздух, бидејќи е ведро и прилично беше студено синоќа, но еве денеска температурата ни кажува дека ќе се движи од -2 до +6 степени во тиквишијата. Што се однесува до останатите делови на нашата земја, во крајно западните делови, Гостиварско, значи ќе имаме од Тетовскиот крај од -4 до 0, односно до 6 степени, во Скопскиот регион исто така ќе имаме од -2 до 6, Кумановскиот регион од -2 до 1 степен, најтопло ќе биде секако во Гевгелија +4 до +9. Пелагонија исто така ниски температури, -3 до 4, и Охридскиот регион од -7 до 6. Значи денеска ќе имаме претежно сончево време, но се уште со ниски температури. Што се однесува до прогнозата за утре, таа вели дека и утре ќе имаме претежно ладно утро до -11 во крајно западните делови на нашата земја, а на крајниот југ од -7 до 9 степени. Очигледно тоа се зимски температури. Еве да прочитаме и да кажеме нешто во врска со состојбата на патиштата. Имаме информации од АМСМ која вели дека интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез или за излез од државата. Се препорачува внимателно возење, бидејќи во утринските часови има смрзнат дожд, бидејќи синоќа врнеше, така да некои коловози го отежнуваат движењето и возењето по коловозите. Треба да се внимава претежно на речните долини, клисури, кај што има подмрзнат асфалт. На делницата од Миладиновци до Штип има одрони, се уште не се расчистени тие одрони, има големи камења срушено, така да се вози по една коловозна лента. Вие кои возите на тој дел од Македонија, внимавајте, и брзината е ограничена на 20, односно до 40 км на час. Значи имаме денеска сончево време, променливо ќе биде, но веќе таму во петок се најавуваат повторно врнежи. Кога ја гледам сега прогнозата за следните 3 дена, значи на 21 вели прогнозата облачно со повремени врнежи од снег, особено од предпладне. Врнежите ќе бидат пообилни во западните делови, каде насекаде ќе се формира нова снежна покривка, на планините ќе се зголеми снегот. Помала снежна покривка ќе се формира и во останатите делови на земјата, освен на југоисток ќе немаме таму снег, но
во западните делови ќе има нов снег некаде на 21. јануари, но затоа потоа ќе следиме временската прогноза. Одеме сега, почитувани гледачи, да ве поздравам со една убава песна, а потоа ќе се вратиме повторно во нашата програма. Еве повторно во живо, почитувани гледачи, вие следите утринската програма на радио Глас на надежта. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите нашата денешна емисија. Следува рубриката Капки на мудроста и приказни за деца и за возрастни. Имам неколку подготвено капки на мудроста, па сакам ова утро да ги споделам со сите вас, почитувани гледачи. Да се има мир во душата е најголема среќа. Не можете да имате се. Каде би го ставиле? Колку сме постари, толку сме помудри, но тоа не значи дека секогаш сме во право. Пред да впериш прст во другиот, провери дали твоите раце се чисти. Никогаш не жали поради тоа што си запознал некого. Добрите луѓе ти даваат среќа. Лошите ти даваат искуство, а злобните ти даваат лекција. Во секој случај не си губитник. Оно што законот го дозволува, често го забранува. Не се жали што си остарел.
Но гумине ја немале таа предност. Навистина е така. Некои, на жалост, починале и млади. Старата заблуда е секогаш попопуларна од новата вистина. Ако сакаш да стекнеш пријатели, односно непријатели, кажем дека не се во право. Ожени се на брзина, а ке се каеш на мир. Еве, тоа беа дел од капките на мудроста, но имаме уште неколку подготвено. Не чекај да ви се насменат луѓето. Покажете им вие како тоа се прави. Имаше луѓе кои го видоа најдоброто во мене и ме предадоа. Но имаше и такви кои го видоа најлошото во мене и останаа. Тоа се вистинските пријатели. Пред да впериш прст во другиот, провери дали твоите раце се чисти. Пред малце исто ја прочитавме и ова капка на мудроста. Не ми е страф од непријателот кој ме напаѓа тук од лажниот пријател. Лошото време се подобрува, но лошиот човек никогаш. И еве, ја и последната мудрост за ово утро, почитувани гледачи, најголемиот успех се должи на најголем ризик. Може би најмногу тоа се чувствува во бизнисот. Многу бизнисмени ризикувале, вложиле пари во некој бизнис, поуспеале, но некои, на жалост, изгубиле се. Затоа, ова мудрост треба да сватиме многу внимателно, да ја примениме. Најголемиот успех се должи на најголем ризик. Значи, треба да се вложи нешто ако сака да се добие, меѓутоа мора да бидеме подготвени и дека може да изгубиме. Одиме денеска да ја проследиме приказната за деца. Кратка е, но многу е силна, јака, содржајна и верам дека ќе биде поучлива за сите вас или нас, почитувани гледачи. Учителката им рекла на децата да играат една игра. Им донела торба со компири и им рекла да земаат толку компири колку што мразат луѓе. Секој компир го представувал еден човек кој го мразат. Значи, едноставна приказна, едноставна порака, учителката им рекла на децата да донесат компири во вреќа. Некои деца зеле по 2 компира, некои по 3 компира, а некои дури и 5 компира. Значи, колку лица ги мразат, колку личности, толку компири да си земат. Учителката им рекла да ги носат компирите со себе каде и да одат, дури и во тоалет, во текот на една недела. Деновите минувале и децата почнале да се жалат на непријатниот мирис од расипаните компири. Знаете компирот како мириса, како смрди кога ќе се расипе, кога ќе изгние. Оние кои носеле најмногу компири им било најтешко и најмногу мирисале. По една недела играта завршила. Учителката прашала како се чувствувале во текот на оваа седмица, на оваа недела. Децата почнале да се жалат колку им било тешко да ги носат компирите со себе. Учителката им објаснила значењето на оваа игра. И еве што им кажала учителката. Истото се случува кога чувате во срцето омраза кон некого. Смрдејата на омразата ќе навлезе во вашето срце и вие ќе ја носите насекаде околу себе, односно со себе. Ако ви е тешко да го поднесете мирисот на расипаниот компир за една недела, замислите што ќе се случи ако го носите отровот на омразата во своите срца до крајот на животот. И сврлете ја омразата од своите срца, за да не носите товар и смрдеја цел живот. Да научите да ги заборавате лошите работи и да простувате најубавото нешто во животот. Еве, верувам, ја разбравме поракава, почитувани гледачи. Имено и самата Библија вели вашиот гнев да не ве заиде сонцето во вашиот гнев. Се случува кога некош ќе се дојде до некој недоразбирање, меѓутоа да бидеме подготвени да простиме. Бидејќи, еве, учителката им сакала
и визуално да им помогне на децата да сватат, да бидат подготвени, кима навреди, кима повреди, меѓутоа, еве, што стои до нас, Библијата вели, имајте мир со сите. Ако другиот не сака да ми прости, тоа е негов терет, негов проблем. Меѓутоа, ако со некого сте имале лошо искуство, не мора да го мразите. Простете му, но не мора да имате сега веќе некоја заедница. Едноставно, почитувај го како човек, како пријател, како личност која живее на оваа земја, зашто Бог сите нас не сака. Меѓутоа, гревот го направил тоа да се создаде јас меѓу луѓето, љубомора, завист, омраза и сите тие негативни елементи кои, на жалост, ги има во нашите карактери. Но Господ да ни помогне да научиме да ги заборавиме лошите работи и да простуваме најубаво во нашиот живот. Нека Господ ни помогне во тоа да навистина ова порака што ја сега слушнавме преку ова искуство, односно преку овој пример, да навистина и ние да се ослободиме од сите оние гнили компири. Зошто да ни тежат во животот? Ослободете се, тргнете ги, свртете нова страница, отпочнете нов живот во смисол нова страница, како што вели и апостол Павле, старото помина, еве се ново создавам. Господ сака да ни создаде нови мисли. Кога велам нови срца, мислам на нови планови, нови мисли, нови идеи, нови видици, зашто сепак ние сме овде на ова земја и Господ сака да биде со нас, но и ние да бидеме со Него. Нека и овој ден биде благословен и да доживееме нови радости, нови искуства и да се ослободиме од сите гнили компири. Одиме сега со песна, потоа повторно ќе се вратиме во живо во нашата емисија. Dojdi, o Isuse mili, ostani so mene ti. Dojdi so angeli slavni, verni prijatelji. Angeli, 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 moji verni prijatelji, neskoro će presretna, očite bleskavi mili. Angeli, 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 moji verni prijatelji, neskoro će vigi presretna, očite bleskavi mili. Najverni čuvari moji, od srceve ljubam jas. Vaša ta duša se gleda, ljubov ta Hristova. Angeli, 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 moji verni prijatelji, neskoro će vigi presretna, očite bleskavi mili. Angeli, 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 moji verni prijatelji, neskoro će vigi presretna, očite bleskavi mili. Vojni Hristovi sili, kraj mene ognjen stedzit, radosno bdejte nad mene, blažen da bidam i čist. Angeli, 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 moji verni prijatelji, neskoro će vigi presretna, očite bleskavi mili. Angeli, 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 moji verni prijatelji, neskoro će vigi presretna, očite bleskavi mili.
Следува рубриката Утринска порака. Денешнава утринска порака, почитувани гледачи, наоѓаме во Евангелието според Матија, во 11 глава, 28 стих. Дојдете при мене сите кои сте уморни и натоварени или обременети, и јас ќе ви дадам спокој, јас ќе ви дадам одмор. Христос продолжувал да ги поучува своите ученици на вистината дека во Божето царство не постојат територијални граници, касти, ниту аристократија, и дека мора да одат кај сите нации, носејќи им ја пораката на љубовта за Спасителот. Христос го урива зидот на раздвојувањето, самолюбието, националните предрасуди и проповеда љубов кон сите припадници на човечкото семејство. Тој не поучава во секоја душа и на која е потребна помош да гледаме свој пријател, да гледаме свој ближен, а целиот свет да биде полн, да биде поле на кој треба да работиме. Како што сончевите зраци допираат и до најодалечните делови на земјата, така Бог сака светлината на Евангелието да допре до секоја душа на земјата. Во цел свет луѓето копнежливо го насочуваат погледот кон небото. Молитви, солзи и прашања се издигнуваат од душите кои копнеат за светлина, за светиот дух и за Божјата милост. Мнозина се наоѓаат на прагот на небесното царство, чекајќи само да бидат воведени. Во задачата што им е доверена на првите ученици, треба да учествуваат верниците од сите времиња. Секому што ќе го прифати Евангелието му е дадена света вистина да му ја објавува на светот. Верниот и на Бога предан народ секогаш представувал активен мисионер кој своите средства и ги посветувал на честа на неговото име и мудро ги употребувал своите лични способности во неговата служба. Ова должност не им е предадена само на проповедниците. Секој што го примил Христа и повикан да работи за спасението на своите ближни. Духот и невестата велат: дојди. И кој слуша нека рече: дојди. Со налогот да се упатува овој повик е опфатена целата црква. Секој поединец што ќе го слушне овој повик треба да го пренесува понатаму одгласот на пораката носена преку планините и долините. Дојди. Бог одамна чека дух на ревностна служба, да ја проникне целата црква и секој верник да работи за него според своите способности. Ако верниците на Божјата црква го исполнуваат налогот на Евангелието, ако ја извршуваат должноста што им е наменета таму каде што е потребно, во својата земја или во странство, набргу цел свет ќе биде предупреден и Господ повторно, Исус Христос повторно ќе дојде со голема сила и слава. Еве, тоа беше утринската порака, почитувани гледачи, која најдовме во Евангелието според Матија, во 11 глава, во 28 стих. Насловот беше нежен повик. И денеска тој повик од Господ Исуса Христа се упатува кон тебе и кон мене, како што бил упатен и кон првите ученици, првите апостоли и првите верници кои тргнале да го следат Исуса. Христос не повикува да бидеме негови проповедници, негови амбасадори, негови светилници, носители на таа радосна вест. Бидејќи овде вели Христос го урива зидот на раздвојување. Кај Бога нема нации, нема раси, класи, бели, жолти, црни, нема народности, туку сите сме синови и ќерки Божи. Само може кај Бога да постојат добри и лоши луѓе, во смисол определбата на секој од нас зависи за кого ние ќе се определиме, за Господа или за оној непријателот. Во цел свет луѓето копнежливо го насочуваат својот поглед кон небото. Денес има многу молитви кои се патуваат кон Бога, многу солзи кои се испуштаат и многу прашања вели кои се издигнуваат кон Господа. Бараат утеха, бараат заштита, бараат помош. Мнозина се наоѓаат на прагот на небесното царство, некој само треба да ги повика, да им каже: ајде, повелете, влезете. Свадбата од приказната Исусова јасно ни кажува дека Исус ги повикал сите на крајот. Првин ги повикал поедини луѓе, тоа е категорија на луѓе во тоа време, но кога тие одбиле, кога тие не сакале да дојат на таа свадба, наоѓајќи разни причини, потоа
домакинот вели, одете на раскрсница и повикајте ги сите. Ајде ние да бидеме тие гласници Божи, кои денеска луѓето ќе ги повикаме да го следат Исуса Христа, да ги опатиме кон изворот на животот, да ги опатиме кон оној кој има решение за се. Тотално Исус има решение за се, почитувани. Но зависи од нас, од нашата вера, дали му веруваме целосно на Исуса Христа дека може да ги исполни сите наши молитви. Нека и овој ден Господ ни помогне да бидеме вистински гласници Божи. Одиме сега да слушнеме, односно да видиме рекламата и би сакал да ве поканам сите вас, драги гледачи, драги пријатели, кои сакате да изучувате Библијата по дописен пат, имате таа изворена можност. Онлайн, значи од дома, од домашна атмосфера, преку вашиот компјутер, да ги проучувате овие 8 важни насоки на проучување на Свето писмо. Да видиме сега рекламата, потоа се враќаме повторно во живо во нашата програма. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Поздрав до сите вас, почитувани гледачи, кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите нашата утринска програма, емисија која се емитува секое утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Следува рубриката за апостолите на Исуса Христа. Познато е дека Исус имал 12 апостоли. Тие биле различити луѓе, карактерни особини кои Исус ги споел во еден тим и сакал да ги приготви да бидат негови носители на радосната вест. Не било лесно, бидејќи имале разни карактери, потекнувале од разни семејства. Некои биле поизбувливи, некои помирни, некои биле учени, некои неучени, во смисол разни занаети обавувале, но на Исуса му било предност да ги ополномошти за да бидат негови амбасадори подосни. Навистина така било. Кога Исус заминал од оваа планета, кога се возил на небото, според традицијата, скоро сите апостоли биле прогонити, распрснати и на тој начин го исполниле она слово, односно она Исусово ветување: и јас ќе бидам со вас во сите краеви на Јудеја, односно во целиот свет. Познато е дека и самиот Тома отишол во Индија и таму проповедал и го завршил својот живот. Токму денеска би сакал да кажам неколку реченици за апостол Тома. Еден интересен човек, интересен ученик, значи дел од 12 апостоли. Апостол Тома, или како некои што го нарекуваат Томас. Тој можеби е најпознатиот апостол кој не верувал во Христовото воскресение. Иако бил многу одан, многу чесен човек, чврсто му верувал на Господа, но ете во некои моменти покажувал некоја слабост и кога слушнал дека Исус воскреснал, тој рекол не. Додека јас не го видам, додека моите раце не го допрат неговото тело, односно неговите рани нема да верува. Интересно, значи, Исус Христос му ја овозможил таа прилика кога се јавил таму во собота, бидејќи претходно кога Исус им се јавил на учениците, Тома не бил присутен. Но сега му дава Исус таква привилегија и можност да му се јави и да го допре. Исус му вели: Тома, сега виде па верувај, но блазен оние кои не виделе, а веруваат. Значи, Тома проповедал и надвор од Палестина. Има интересни случаи за него, како и Петар, и Тома бил малце брз. Во една прилика, кога некои од фарисеите
i тогашните луѓе му се спротивставувале на Исуса Христа, односно на Лазара, за неговото воскресение, некој предложил, ајде да се вратиме во Јудеја. Овде не примат. Тома одговорил, да одиме и ние да умреме со него. Значи, понекогаш не ги сваќал целосно работите и дава една таква изјава и вели, ајде и ние да отидеме да умреме со него. Тоа го пишува во Евангелието според Јована 11 глава. Апостол Тома е почитуван, значи, во христијанската црква, како некои христијански заедници го сметат и за светец, како и останатите апостоли, иако светците ништо не може да ни помогнат, почитувани гледачи, и Тома е покоен, бидејќи, и како што вели Библијата, од земја си во земја ќе се врати. Сите почиваат до второто Христово доаѓање. Значи, Тома, уште еднаш да подвлечам, е еден од 12 големи апостоли. Тој се сомневал во Христовото воскресение, но Исус му овозможил да го види и му рекол, дај раката, Тома, и ставија во моите ребра, и не биди неверлив, туку верувај. А Тома, знаете што кажал? Господ мој и Бог мој. Јован 20 глава. Овде Јован, односно Тома, ја истакнува вредноста, величината, големината на Исуса Христа дека е Господ. Зашто некои го споруваат божеството на Исуса Христа. Но Тома овде тоа го подвлекува јасно и гласно. Кога се тој осведочил дека навистина е тој истиот Исус, со кого 3,5 години другарувал, јаделе, пиеле, се дружиле и животот го дал за Исуса Христа. И сега повторно се охрабрува и вели, ти си Господ мој и Бог мој. По слегувањето на Светиот Дух, кога биле во горната соба, значи, Тома решил да отиде надвор од Ерусалим и да отиде да дури во Индија да го однесе христијанството, односно да проповеда за Исуса Христа. Таму тој проповедал на сиромашни, на големци и обратил стотици и илјадници луѓе за Исуса Христа. Таму ја основал и првата христијанска црква. Сега традицијата зборува дека таму се обратиле најпрви 2 жени, 20 индиски кнезови, како и некои други луѓе. Тоа била првата група, но едноставно се повеќе и повеќе се ширило христијанството во тој дел и се формирала јака црковна заедница. Како и да е, Тома оставил длабок впечаток, почитувани гледачи, во Светото писмо, и кога читаме за него може да се восхитуваме. Значи, името Тома некои го преведуваат како неверен. Ете, бидејќи го поврзуваат со она неверие кога слушнал дека Христос воскреснал. Меѓутоа, еве, сега сакам уште нешто да споделам, не во врска со Тома, туку со името Исус Христос. Еден анонимен автор направил многу интересна споредба. Еве каква споредба направил. Сократ поучувал 40 години. Знаете, тоа е филозоф. Платон исто 50 години. Аристотел, тоа се филозофи грчки, 40 години. А Исус само 3,5 години проповедал. Сепак Христовата 3-годишна служба или 3,5 годишна служба многу повеќе се надвишува од вкупните 130 години на претходните луѓе што ги спомнав, како што се Платон, Сократ, Аристотел и така натаму. Исус не насликал ниту една слика, а сепак најубавите слики од мајсториите како Леонардо да Винчи, Рафаел и Микеланджело се инспирирани токму од ликот и делото на Исуса Христа. Исус не напишал ниту една книга, сепак Данте, Милтон и многу други биле инспирирани од него. И денеска се напишени илјадници книги токму за Исуса Христа. Исус не напишал ниту една песна, а прочените класици Хајди, Хендел, Бетовен и Менделсон го достигнале совршенството во музиката преку своите симфонии и песни во негова слава. Секоја сфера на човечкото творештво била збогатена преку личноста на овој понизен дрводелец од Назарет.
Неговата уникатност во службата била спасение на душите. Филозофијата не може тоа да го стори, ниту уметноста, ниту музиката, ниту гревот и сатаната. Единствено Христос може да одговори на потребите на човечкото срце, да го подкрепи слабиот и да им даде живот на духовните мртви. Мнозина го почитуваат учењето на Исус, но малкумина од нив му се поклонуваат како на Господ и Спасител. Блажени се оние кои ги отворили своите срца за неговата љубов. И сега главната порака од ова кратко размислување, почитувани гледачи. Ако веруваш дека Исус умрел, тоа е историја. Ако веруваш дека Исус умрел за тебе, тоа е спасение. Дека и ние веруваме во Исуса Христа, дека Исус умрел и за тебе, и за мене, и за сите нас. Тоа е спасение. Ако само во Исуса веруваме како историја, тоа не е ништо. Еве, читавме историја за Платон, за сите овие великани кои придонеле нешто во општеството, но тие се покојни. Тие не можат ништо да ни помогнат. Исус Христос, вели Библијата, во првата глава од Откровението, беше жив Исус, умре и повторно живее. Но и ќе дојде повторно да ги земе сите оние кои чврсто веруваат во Господа како Него, како нивни Спасител. Еве, тоа беа размислувањето, почитувани гледачи, тоа беше размислувањето за апостолите. Денеска зборувавме за свети апостол Тома. Одиме сега со уште една песна и потоа ќе се вратиме повторно во нашата емисија. Прекрасен милости Спасител, најдобар пријател си. Ти си јавнето Божјо, живот ми подари. О, ти живот ми подари. Тежко советник ти си, твојот духовен рад, срце ти надеж ми даваш, ако ја изчувам, Божјо надеж ќе изчувам. Тебе те славиме, Боже, те обожаваме, Христе, храниш и срцата горе, за тебе ради се, ради се за тебе.
se, vola mi se za tebe, ti slavim me Bože, te obožavam me Hriste, hraniš i srca da govorim za tebe Hriste, volim se za tebe. Еве неповторно во живо, почитувани гледачи, сакам да ве поздравам уште еднаш сите вас кои ја следите ова наша утринска емисија. Поздрав до гледачите секако во Македонија, но еве имаме гледачи од Србија, од другите поранешни републики во Југославија, во Хрватска не гледат, во Бугарија, во Германија, Австрија, Америка, Австралија, па и овде гледаме и во некои други земји во Европа. Сите ве поздравувам и ве посакувам да имате убав ден. Ова емисија се снима така ќе може да ја гледате и на нашиот YouTube канал Радио Глас на надежта. Следува рубриката за нашите села, за нашите водопади во Македонија. Секој утро објавуваме некои интересни извештаи за поедини градови, села и водопади. Денеска ќе зборуваме за село Беловиште. Јас кога работев во Скопје, тоа беше мој округ на работа, често пати оде во тој дел на Западна Македонија, близу Тетово. Навистина, селото Беловиште има според некои традиции лековита вода за очи, манастир, има водопади, ресторани, базени и прекрасна природа. Има и доста костени, така да ако одете тамо на есен може да си наберете, да си соберете костени. Беловиште е прекрасно село со живописна природа која вреди да ја посетите барем на еден ден. Оддалечина од Тетово 21 километар. До селото се стигнува по патот што води до граничниот премин Јажинце кон соседно Косово. Сместено е на надморска височина до околу 900 метри и поради тоа има идеална клима. Името на селото Беловиште потекнува од бело-жолтникнивата, значи бело-жолтна земја која се наоѓа во тој предел на селото. Значи тоа е некоја посебна жолта глина која се наоѓа во падините на самото село. На селото се наоѓа и местноста градиште со остатоци од зидини за кои се смета дека се дури од римско време. Во селото има и црквичка во која тече лековита вода за очи. Значи одат тамо луѓе, полното да јас сум ја видел таа чешма, таа вода и ете веруваат дека наводно лечи. Има неколку водопади во теченијето на самата река. Доколку сакате да побегнете од градската врева, ова е идеално место. Може да уживате во прекрасната природа, чистиот воздух, самото жуборкање на реката и пеењето на птиците. Селото Беловиште привлично е за туристите, го прават живописната природа, пред се водопадите на Беловишка река. Заштитникот, тој е заштитни знак на Беловиште, местноста Петочко водиче во која се наоѓаат објекти за туристи, базени, тука е црквата која они ја нарекуваат Света Петка, Свети Јован Крстител и така натаму. Тука и Беловишка река која извира под врвот на Пирбек, на Шара. Тоа е таа местност, тој дел од планината кој се вика Пирибек на Шара. Доволно е чиста, така што жителите на Беловиште ја пијат за прочистување. Иако не присуша во текот на цела година, најголема е во текот на месеците април и мај кога се топат снеговите. Најмалиот од трите водопади, познат под името Вражи вир. Ете имат и такво име на водопад кој се вика Вражи вир, се наоѓа во местноста Петочко водиче. До останатите два водопади, горна и долна скала, се стигнува по неколку часовно пешачење по обележана планинарска патека. Овие водопади според висината на падот се едни од највисоките во Македонија, по битушките водопади околу 50 метри. Навистина
огромна висина, 50 метри се тие водопади и водопадот на длабока река над 130 метри, на вистина голема висина. Местноста Петочко Водиче името го добила по лековитиот извор кој се наоѓа таму, а е прогласен и за најчист во Македонија. Луѓето како порано, така и денес доаѓаат на овој извор со надеж дека неговата лековита вода ќе им донесе здравје. Овие сознанија се доволно причина да ги посетите овие краеви или да го посетите овој крај на Беловиште, кога ќе почувствувате потреба да избегате од градската гужва и да поминете пријатни мигови во природа. Знам, жителите од Скопје често пати одат на таа делница, на тој крај, зашто, еве како што читавме, мирно е, чист воздух, поготово кога воздухот во Скопје знае да биде често загаден во текот на годината. Многу луѓе за викет одат и во Тетово, на Попова шапка, но еве скокнуваат и до ова место што денеска го спомнавме, Беловодиште. Тоа е, почитувани гледачи, наша препорака ова пролет или лето, кога ќе имате време, одете и едноставно посетите го и тој крај од Македонија, бидејќи има многу прекрасни места, водопади, села, краеви, кај што можеби, еве, не сме се уште биле, но ние ви даваме препорака. Одиме понатаму да кажеме неколку зборови за здравата храна. Овде имам 8 совети што сакам да ги споделам, а потоа ќе ви прочитам и еден наш рецепт, предлог за денеска диетална чорба со леблеби. Но пред тоа да ви пренесам 8 ефикасни совети за подобро здравје, почитувани гледачи. Прво, здрава храна. Јадете јаболка кои содржат голем процент витамини и минерали. Овошето содржи пектин, кој во желудникот предизвикува чувство на ситост и ја подобрува дигестијата на храната. Освен тоа, јаболката содржи фруктоза, шекер што ја задоволува потребата за сладко, а при тоа не ја менува гликозата во крвта, значи не го зголемува шекерот во крвта. Затоа и вие кои сакате да смршавите, јадете големи количества на јаболка. Второ, квалитетна вода и воздух. Најдобро е да се пијат 2 литра вода дневно. Но тоа количество забораваме да го внесеме кога сме под стрес. Знаете, кога човекот е под стрес, заборава и вода да пие. Најдобар начин да уживате во благодетите на водата и на воздухот е да посетите некоја бања со кој изобилува нашата земја, но за жал не ги користиме доволно. Има доволно бања во Македонија, доволно природа, земите си слободно време и прошетајте. Трето, редовно движење. Редовно и брзо чекорење многу поволно влие врз здравјето на човекот. Самото пешачење го зголемува капацитетот на белите дробови, го подобрува снабдувањето на клетките со кислород, го зголемува срцевиот капацитет, ги зголемува масата, издржливоста и подвижноста на мускулното ткиво, релаксира, заштитува од стрес и генерално го подобрува нашето расположение. Брзото одење, не мора да трчете, брзо одење многу помалку ги оптеретува зглобовите од трчањето. Четврто, квалитетен сон. Спењето е мощне важно за здравјето на организмот. И затоа на човекот му се потребни од 6 до 8 часа квалитетен сон. Испланирајте го времето така што легнувајте соодветно према возраста, порано, особено во работните денови. Пето, конзумирајте витамини. Овошето и зеленчукот се најбогати извори на витамини. Воведете овошна ужина 2 пати дневно. Јадете свеж зеленчук, а во зима може да ни послужи и она што сме го складирале на есен, значи од зимниците. Шесто, лекарски преглед. Не избегнувајте да одете на лекар ако забележите какво било промени, односно симптоми во вашето тело. Седмо, собствена програма за борба против стрес. Таа треба да вклучува физичка активност, совладување на техниките за правилно дишање, како и релаксација. И осмо, позитивно расположение, оптимизмот, вербата во Бога, во позитивниот исход, соучување со проблемите, топлина во односите со другите луѓе,
Sve to ova pridonesova za dobro raspoloženje koje pozitivno ke влијае на нашето здравје. Верувам дека овие 8 принципи, 8 совети ќе ни дојдат од корист, ќе ги искористиме, ќе ги потребиме за да имаме навистина добро здравје, почитувани гледачи. Еве го сега рецептот, вие кои сакате да готвите, ви давам идеја, овутро направете диетална чорба со леблеби, вкусен и здрав оброк. Знаете што е леблеби, има на овие наши простори, ги имаме на пазар, во продавници, затоа може да си купите и да го употребите. Еве кои состојки се потребни за ова диетална чорба. 160 грама леблеби, една мала главица кромит, половина чешне лук, киселец, 300 грама пасиран домат, 8 децилитри супа од зеленчук, маслиново масло, секако сол и малку ако јадете лута пиперка. Како да го тоа подготвите? Ставете леблеби во сад, налити ги со млака вода и оставите ги да остојат од 12 до 24 часа. Значи, најдобро е денеска да ги ставите во вода, па утре да ги работите. Проминувајќи ја водата најмалку еднаш за тоа време. Исцеете ги леблебиите, префрлите ги во тенџере, прелите ги со студена вода и готвите ги 2 часа. Исцеете ги повторно, па третина од леблебиите да ги изблендирајте. Исечкајте киселец. Излупете кромит и лук и исечкајте ги, па попржете ги во тенџере на неколку лажици масло. Додајте киселец, знаете, она киселец, она тревка што расте, може би сега во зимски период не може да ја најдеме, но ете се додава и киселец, потоа и целите и самите леблеби се блендираат, па на крај пасираниот домат. Гответе неколку минути, па додајте супа, поклопете го и гответе 12 минути. Посолете, зачините со малку сечкана лута пиперка и послужите со топол потпечен леб. Навистина, убав предлог за овутро, диетална чорба со леблеби, вкусен и здрав оброк. Еве, почитувани гледачи, сега ќе одеме со уште една песна, а потоа ќе се вратиме да ја проследиме и последната рубрика во нашата емисија. Znam za jednu divnu rijeku koja teče kao mir, svaki jad i bolest liječi, jer u Bogu njen je vir. Pođi sa mnom na tu rijeku, jer svakog tko je žedan Isus zove, njene vode u vječnost teku od Božjeg prijestolja. Tko je žedan neka pije, okus joj je blagi med, svakom srcu
čekao mir, svaki jad i bolest liječi, jer u Bogu njen je vir. Дойшме до последната рубрика во нашата денешна емисија. Може ли археологијата да ја докаже Библијата? Секој утро пренесуваме размислување од професорот Драго Брадовиќ од неговата книга Археологијата ја потврдува Библијата. Па ви денеска да проследиме интересни совети, односно видување, дали навистина денешната Библија што ние поседуваме, почитувани гледачи, е веродостојна. Може ли археологијата да ја докаже Библијата? Во средниот век, луѓето со векови не виделе напредок или промена. Меѓутоа, во 15-тиот век почнал нов период кога се појавиле разни изуми и откритие и кога се откриени нови духовни содржини и вредности. Пронаоѓањето на побрз начин, секако на патување и развојот на печатарството, како и откривањето на нови континенти, предизвикале големи промени во животот на луѓето. Сето тоа на мнозина им дало нов поглед на живот, им го проширило видикот на оние кои биле незадоволни со стеснетите видици на животот. Во последните 2 века се постигнале големи материјални, културни и верски подеми. Со голема брзина се нанижани многу откритија, истражени се нови делови на светот, освоени се невисоките планински врвови, откриени се дотогаш непознатите закони на природата и ставени во служба на потребите на човештвото. Напредокот и зголемувањето на знаењето на човекот го сториле љубопитен не само на подрачјето на науката и техниката, туку и на подрачјето на религијата. Христијаните со векови покажувале голема вера во библиските извештаи, иако не разбрале се што пишува на низините свети страници, тие не го доведувале во прашање нејзиниот авторитет, туку сите нејзини извештаи ги прифакиле како вистинити. Нашите предци, старата историја на нашиот свет ја темелеле врз историските библиски факти, а сваќањето за стариот свет врз делата на класичните автори. Така делата на Јосиф Лавие, Херодот, Ксенофон и другите се наоѓале на полиците на секој школован човек. Меѓутоа, при испитувањето на критериумот во историската наука, географијата и астрономијата се појавило и прашањето за историските и верските извештаи што ги прифакиле нашите предци. Гледајќи дека многу погледи треба да се исправат, современиот љубопитен ум сосем природно почнал да ја проверува сигурноста на извештаите на античката историја. Поради тоа делата на античките писатели се ставени под микроскоп на критичко истражување, утврдено е дека многу од она што е напишано во нив не може да го издржи испитот и дека сето треба да се отврли како несигурно. Меѓутоа, на удар, почитувани гледачи, дошла и Библијата. Значи, се што било во тоа време напишано, таа нова генерација би рекле, сакале тоа да го стават на испит. Некои почнале да кажуваат, да проповедат дека и Библијата што ја поседуваме не е веродостојна, дека нешто не е во ред со неа. Критичарите во Библијата пронашле многу имења и описи на многу настани што не можеле да се докажат со научни методи, затоа пребргу заклучиле дека сите тие имења и настани се измислици. Токму во тоа време е родена нова наука, која се вика библиска археологија, која се развила до тој степен што ги поништила катастрофалните влијања на високата критика, изнесувајќи на показ нови докази за вредноста на библиските извештаи. Само оние кои не ги познаваат тие докази можат се уште да се сомневаат во самата вистина на Светото писмо. Пред да почнеме да наведуваме некои докази, накратко да ја дефинираме археологијата како наука. Како и називите на повеќето науки, изразот археологија потекнува од големите мислители на старите грци. Археологијата е наука. Значи, почитувани гледачи, еве тоа е многу интересно сега да го слушнеме. Археологијата е наука за старините. Особено значење на археологијата е систематското проучување на старините како средство
за реконструкција на минатото. Постојат многу значајни скопини вредни да се споменат, но поради недостиг на простор ќе се ограничиме само на две. Кои се тие докази кои направиле револуција во самата археологија, во потврдување на библиските извештаи ќе прочитаме и ќе слушнеме утре и задутре, почитувани гледачи, во следните наши емисии. Значи, отпочнавме денеска во рамките на оваа рубрика Археологијата потврду Библијата дека самата археологија ќе потврди веродостојноста на Библијата. Иако Библијата била ставена на мета, на големи критики, како ови имиња настани да се измислици, но сепак ние ќе се увериме дека навистина денешната Библија што ја поседуваме е веродостојна на оригиналот и дека тие апостоли, тие пророци, 40 од нив кои напишале ова книга, се луѓе кои биле вдахновени од страна на Бога. И се оно што се случувало го напишале за нас денеска да го имаме како доказ за минатото, за сегашноста и за еднината. Еве, почитувани гледачи, полека дојдовме до крајот и на ова наше денешно дружење. Еве еден час како се дружиме, ви закажувам нова средба, утре наутро во 8 часот и 30 минути. Повторно ќе бидеме овде, ве молам, бидете и вие. Кажете им на вашите пријатели, на вашите роднини, нека се вклучат да ја следат ова наша и ваша заедничка емисија. Ви посакувам убав ден и се гледаме утре. Довидување. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.